Градскиот парк во моментов има импровизирано студио за вести. Неколку општински простори им се редакција, а новинарските екипи продолжуваат да работат на терен. Вака функционира телевизија Канал Вис од Струмица, откако нивниот објект целосно изгоре во пожар пред 5 дена. Вработените велат дека и во вакви услови тие продолжуваат да ги информираат граѓаните во југоисточниот регион преку нивната интернет страница и социјалните мрежи. Се знае дека и новинарството и медиумите имаат одговорност, особено во оваа ситуација на светска пандемија. Не можете вашата несреќа да ја ставите во прв план. Граѓаните мора да бидат информирани, особено заради тоа што гледаме дека се шири паника, се шират и непроверени информации. Ние едноставно уште истиот ден кога се случи пожарот, се собравме пред пладнето и решивме колегите дека како и да е мораме да продолжиме со нашата основна работа, да ја продуцираме вести и да ги информираме граѓаните од југоисточниот регион. Општина Струмица излезе во пресвет, ослободи 2 канцеларии кои што во моментов порано ги користеа Сојузот на борците, меѓутоа поради настанатата ситуација тие не доаѓаат овие неколку недели, така што додека ние се преадаптираме, буквално нанозе работиме, но неколку наши монтажни единици се оспособени, ни позајмија колеги од фотостудија опрема и пак продуцираме вести, иако ако забележувате, наместо студио го користиме градскиот парк, бидејќи таму се наоѓа и домот на Арама. Така што условите се исклучителни, не е лесно, но имаме елан и не сакаме да се предадеме и сигурно дека нема да се предадеме. Во пожарот кој на 25 март изби во зградата на поранешната касарна, каде беа сместени просториите на регионалната телевизија Канал Вис, изгоре студиото и сета техника. Оттаму велат дека се потребни донации за да се обезбеди соодветен телевизиски објект и опрема за телевизијата да продолжи со работа. Буквално ниту кабел нема телевизија Вис во моментов свој. Се е изгорено. Ние направивме писма за донации што ги испративме до сите локални самоуправи, до повеќе министерства. Меѓутоа во прв момент први се огласија и се понудија Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Едноставно тие понудија рака. Ќе има сега на втори во четврток треба да имаат седница и да се одлучи која ќе биде висината на средствата. Секоја помош е добре дојдена. Во моментов работиме онака како што сме. Се трудиме, постојано сме во разговори со нашите деловни партнери, да видиме пред се дали може и да се најде соодветен простор, бидејќи специфичен е просторот кој што е потребен за телевизија, висината на студијата. А виднаш потоа ќе разговараме со деловните партнери, се надевам дека ќе излезат во пресрет и ќе може да се обезбеди и материјали и простор за да се оформи едно телевизиско студио. Телевизија Канал Вис од Струмица постои од 11. октомври 1991 година, додека од 2013 година е регионална телевизија, која емитува програма на реонот од Конче Радовишко до Гевгелија, со потенцијални 200.000 гледачи. Во моментов има 20 вработени, од кои 7 новинари, 6 лица технички кадар и неколку лица во администрација.